Почитуван подпредседателе, почитуван премиере, почитувани колеги, почитувани медиуми. Колешке Олга Лозановска, почнавте со едно убаво прашање. Каде ќе не водите понатаму? Ова беше прашање поставено премиерот. Ние многу јасно го имаме истрасирано патот каде ние треба да одиме. Каде вие ќе одите? Со овие политики, со овие лаги и манипулации кои ги ширите од оваа говорница, како не се засрамувате? Уште спомнувате за здравството и како имаме што да кажеме за здравствениот систем. Тоа е ваша манипулација. Зголемени се платите. Зголемени се коефициентите за исплата на дежурства на здравствените работници. Дури некои типови на дежурства се зголемени по 2-3 пати. Приватни специализации. За прв пат оваа влада ги плати приватните специализации за својот труд во висина од просечна плата на општ лекар. 2 јавни повика за платена 6-месечна работа на лекари и медицински сестри. Ги спомнавте специализациите. Во 2019 година имаме 346 специализации, 2020 240 специализации, 2021 184, 2022 160 специализации. Покрај специализациите, владата на Република Македонија одобри и 130 субспециализации во 4-годишниот период од 2019 до 2022 година. Повеќе од 5000 согласности се дадени за вработување во период од 2 години во јавно здравствени установи. За 15% е зголемен капитациониот бод на матичните лекари по општа пракса, гинекологија и стоматологија. Нови возила во итната медицинска помош. 2 возила на интерклинички транспорт на пациенти. Специјално возило комбе за лица со попреченост, здравствен дом Струмица со возило за домашна нега, општа болница Охрид со специализирано амбулантно возило, нови апарати на клиниката за уво, нос и грло, нов рентген апарат за снимање на деца во детска клиника, нова апаратура за унапредување на работата во очното оделение во клиничката болница во Битола, нов апарат на Карил, нов апарат на Институтот за трансфузиона медицина и уште многу други кои навистина за овие 3 минути не би можела да ги прочитам. Колешке Олга, денешнава одлука на судот во Страсбур ве боли на сите. Денешнава одлука која се донесе со доказ дека вие бевте криминалното владење во оваа држава. Вие, почитувана колешке, кои плукате лаги од оваа хистерија и од оваа говорница, ве замолувам да кажете на кој пат останувате вие како пратеници од ВМРО ДПМН.